За 70 години откако САД склучија мир со Јапонија по Втората светска војна, двете земји го минаа патот од лути непријатели до силни трговски партнери и блиски сојузници. Заканите од подемот на Кина и тврдењето на Пекинг дека се нивни островите што Јапонија ги смета за своја територија, алијансата ја направи уште посилна. При априлската посета на Токио, председателот Обама на Јапонија ја понуди уверување дека САД стојат на договорот за одбрана на Јапонија. Дозволете ми да повторам дека нашите определби за јапонската безбедност се апсолутни и дека членот 5 ја покрива целата територија под јапонска администрација, вклучувајќи ги и островите Сенкаку. Како потврда на тоа, САД подготвуваат богат церемонијален пречек во Белата куќа. Абе ќе биде првиот јапонски премиер кој ќе се обрати пред целиот конгрес. Мередит Милер е аналитичарка од Националното биро за азиски истражувања. Мислам дека САД сака да испратат силен сигнал не само до Кина, туку и до целиот регион и јапонскиот народ, дека ние ја почитуваме таа алијанс. Растечката закана од Кина во комбинација со намалувањето на американската армија и продолжителната економска слабост на САД ја хранат потребата за разуверување меѓу јапонците. Администрацијата на Обама вели дека свртувањето на фокусот кон Азија е пошироко од испраќање на повеќе бродови во регионот. Ова е портпаролот на Белата куќа Џош Ернест. Високо на агендата ќе биде статусот на преговорите на Транспацифичкото партнерство и дека во услови на израмното поле на игра договорот ќе биде во американски интерес, но и во корист на јапонската економија. Јапонија се очекува да соопшти осовременување на своите упатства за постапување на силите за самоодбрана. За прв пат по 18 години, а оваа посета е во прилог на осовременување на односите за справување со новата реалност во регионот.